Добар ден, драги гледачи. Надвор времето е супер одлично. Ние сме спремни за вас. Вие се надам дека сте спремни за нас. На телефонскиот број 02 307 6677 ве чекуваме. А зашто денеска ќе дискутираме, Тина ќе ви открие. Секако денес ќе дискутираме, бидејќи со нетрпение очекуваме да ги слушаме вашите коментари на 02 307 6677, а тоа за што ќе дискутираме е историската заедничка литургија на помирување помеѓу Српската православна црква и Македонската православна црква Охридска архиепископија. Она што Црвена линија денес ве прашува дали сметате дека ова чин на помирување и чекор кон автокефалност или враќање во 1959 година. А на самиот почеток веднаш директно од Белград ќе го вклучиме и нашиот колега Огнен Чанчаревиќ. Огнен, здраво, како е? Добар ден, Тина. Гледаме дека имате убаво време и ден кој што започна историски во 9 часот со заедна литургија помеѓу Српската православна црква и Македонската православна црква Охридска архиепископија, и тоа пред илјадници верници. Токму поради тоа сакаме и да те прашаме какво беше расположението и какви се впечатоците на верниците по повод ова заедничко чествување, односно одржување на оваа литургија на помирување. Тина, може да ти кажам дека реакциите речи си беа идентични со сите со кои што можевме тука да разговараме, без разлика дали станува збор за верници или за црковен клир. Нивниот одговор беше дека конечно е затворен спорот и сите дека сите чувствуваат олеснување на некој начин. Знаете, сите го велат истото, ние сме братски народи, нема логика да не бидеме и братски цркви, нема логика црквите да не бидат раскарани, а ние да ние као народи, како народи да живееме во единство. Токму затоа можам да ти кажам и дека повеќето беа радосни за оваа литургија утрово, имено и самиот одзив на верници тука, мислам, тука имаше соборниот храмот Свети Сава беше полн, а имаше и сигурно повеќе од 1000 верници кои што не успеа да влезат, кои што беа надвор. Значи, самиот интерес за оваа литургија беше огромен, што покажува и колку е желбата, барем јас така мислам, колку е желбата на верниците од двете држави да заврши овој, да прекине овој спор и да заврши расколот меѓу двете цркви, и тоа е што се случи. Би сакал да околу прашањето кое што го постави, дали е ова чекор напред или пак се враќаме назад во 1959 година, знаете, тоа во моментов никој не може да даде прецизен одговор, дури ни самото црковно свештенство, јавност уште помалку. Знаете, за едни ова е чекор нанапред, е исчекор, и тоа крупен исчекор кон крајната цела автокефалноста на Македонската црква. Други пак сметаат дека се враќаме под закрила на Српската православна црква. Сепак, она што е битно е дека во моментов тече соборот на Српската православна црква и тој ќе заврши за неколку дена и ќе бидеме во исчекување таму што ќе се одлучи. Значи, дали таму ќе се донесе одлуката и ќе се побара Српската православна црква, ќе побара од Цариградската патриаршија да биде да се за автокефалност на Македонија, на Македонската православна црква или не. Но сепак јас барем од тука тоа можам да ви кажам дека времето ќе покаже. Тина? Огнен, Иве, мора да признаеш, не секојдневно е да бидеш дел од една литургија, особено со вакво историско значење, и тоа уште литургија на помирување. Кои се твоите лични впечатоци? Што е она што можеби нема никогаш да го заборавиш? Што ти остави најмногу впечаток? Да, како прво, како што кажа и ти, ова е историска литургија. После 55 години раскол да има прва заедничка литургија Македонската и Српската православна црква. Што ми остави впечаток? Јас мислам дека најголем впечаток ми оставија пораките за единство. Имено се обратија двајцата поглавари, и патриархот Порфири и архиепископот господин Стефан. И двајцата има многу длабоки пораки, како што се очекуваше, и во кои што се повикува на единство. Знаеш, пораките
кажаното типот исцелена е раната која што не болеше 55 години, сепак остава впечаток. Така што би можел да ги издвојам обраќањата на двајцата поглавари и длабоките така сензитивни пораки кои што ги испратија до верниците присутни тука и секако и оние покрај медиумите. Пина? Огнен, благодарам што се вклучи во Црвена линија и секако ако си во можност еви и од Белград следине и еве и да слушаме што мислат нашите граѓани токму по повод ова денешно историско случување. Благодарам уште еднаш. Довидење. А сега наред сте вие. Меѓу другото не заборавајте телефонскиот број 02-307-6677 и Тео веќе до мене подготвен и положат, ќе кажам, вчера повторно положи. Го вклучуваме првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден од Црвена линија. Златното право. Ете, да. Ете така, добар ден, Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Денески сите знаеме и гледавме дека оваа ситуација што беше со МПЦ и СПЦ со одржа литургија во Сава црквата во Белград, тоа е еден добар потек, едно добро дело направено од двете православни цркви, али со посредство на патриаршијата Цариградска со Вартоломеј. Али искрено да ви кажам, се беше добро и говоров на српскиот патриарх и говоров на нашиот епископ, али една работа во сенка фрле, што протоколот на Српската православна црква не требаше тоа да го дозволи, затоа што после говорите на двата владици му дозволи еден емигрант од Македонија владика да Вранишковски да земи збор. Тоа е недопустливо. Тука тоа кукавичко јајце може да изроди нешто. Искрено да ви кажам, а иначе ова збратимување, ова помирување на двата христијански православни народи е голем потек. Затоа што 59-та година тек сега се помируваат нашите православни народи од тогаш, а ова не требаше да го дозвола затоа што се беше одлично до јавувањето на Вранишковски. И благодарам многу. Ви благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме 02-307-6677. Со нетрпение сакаме да слушаме како го коментирате ова денешно заемно одржување на литургија на помирување помеѓу Српската православна црква и секако Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Меѓу другото ќе потсетиме дека и господин Стефан изрази надеж дека деновиве ќе доживееме полна радост и дека ќе се оствари желбата на црквата за автокефалност. Меѓу другото, Тео ќе ве потсети дека единствен начин за да не добиете на социјалните мрежи, имате многу обврски, лесно е. Еве што треба да направите. Исто како што слушнате Тина, како вие може да ни се приклучите нас преку телефонскиот број 02-307-6677 и како што слушнавте да ве кажа нашата денешна главна тема, исто како што го слушнавте нашиот колега Огнен кој директно ни се вклучи од Белград, време е ние вас да ве слушнеме преку нашите социјални мрежи на Црвена линија на Facebook, Црвена линија Instagram и Црвена линија Twitter, секако да дискутираме околу нашата главна тема, но пак ќе повторам како Тина што ви кажа, ве чекуваме и на телефонскиот број 02-307-6677. Не се срамете за звонете, секако оваа тема е доста интересна и треба да се дискутира. А сега дека го добиеме нашиот следен гледач, малце мислам дека треба да посветиме внимание на нашите објави, односно вашите објави од Твитер заедницата. Да прочитаме една. Првата. Сега МПЦ ќе стане ли ПЦ? Така, идеме со следна. 21 век, 2022 година. Законите на физиката, хемијата, биохемијата веќе познати. Молекуларната биологија на високо ниво. На Балканов уште има проблеми меѓу МПЦ, СПЦ и ГПЦ. Се градат цркви и џамии. Со цел секоја нова да е поголема од претходната. И сметаме дека се е дело на Бог. Така, одиме сега со следната. Разрешили конечно господин Стефан која е мајката на МПЦ. Едно време прифати дека тоа е бугарската црква, па потоа Цариградската, сега дека е српската. Утре, едно треба да знае и тој сите
овдешни и странски владици. Македонскиот народ е мајка и татко на МПЦ ова. Така има многу мислење, многу размислување околу оваа тема. Идеме со следната. Одиме. Дали ја предадоа автокефалноста или не? Имено, автокефалноста е изгубена од 1762, според песната, иако многумина велат 1767. Потоа е Цариградската патриаршија, па екзархијата, па Бугарската екзархија, па Пеќата патриаршија и така натака. Па СПЦ ја признава МПЦ. А сега наред да слушаме што смета нашиот денешен следен гледач. Го вклучуваме веднаш во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Ало. Да? Добар ден, вие сте во црвена линија. Добар ден, дали сум уклучена? Да, Вие сте. вклучени сте. Еве, како ја коментирате оваа денешна заедничка литургија на помирување? Па не ве слушам. Намалете го тонот на телевизорот, но да, ние ве слушаме одлично. Зборувајте слободно, ве слушаме. Епа, видите, јас за темата нема да разговарам, само малку од темата надвор да ви се захвалам. Јас сум бабаровско село Орман. Голем поздрав. Вчера го добив фрижидерот, многу ви фала. А така убаво ви тргна на утринското тркало. Баба Руска, здрави цела фала. Селма. Баба Руска, еве што мислите? Кој е вашиот коментар за заедничката литургија на помирување помеѓу Српската православна црква и Македонската православна За тоа не сум многу упознаена, не можам да дискутирам да не сгрешам. Не грешите. Ама гледаме, не сте сгрешиле, па сте освоиле и награда. Јас се јавив зависи за тоа да ви се захвалам. И вчера вртев, ама не мога да ве добијам. Многу сум задоволна, фала ви многу да сте живи и здрави. Фрижидерот вчера ми стигна, многу е убав, многу Благодарам, сепак на темата се држиме. Ние очекувавме дека ќе прозборуваме на темата, она што не интересира и како црвена линија денес ве прашуваме. Кој е вашиот коментар и вашето видување по заедничката литургија на помирување помеѓу Српската православна црква и Македонската православна црква, Охридска архиепископија, и дали сметате дека ова е чин на помирување или и чекор кон автокефалност и враќање во 1959 година. Секако на telma.com.mk, еве Тео, меѓу другото, ќе ја отвори веста за која што секако ќе може многу повеќе да прочитате, како и за многу други нешта. Јас ќе ве подсетам дека со одлуката на Српската православна црква да се воспостави евхаристичко единство со сиот православен свет и со оваа архиерейска литургија на дело го покажавме заедништвото, дека сме заедно и едно во верата, со што го потврдивме единството меѓу нашите две цркви и со тоа единството со сите православни помесни цркви. Вака порача поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Инаку, меѓу другото, еве ќе подсетиме дека литургијата на помирување се случи денес во 9 часот наутро во храмот Свети Сава во Белград и се разбира дека историски чин, бидејќи вакво нешто се нема случајно повеќе од 55 години. А сега да видиме како ќе коментира нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Па еве, кој е вашиот став по денешната заедничка литургија на помирување помеѓу двете цркви? Ало? Да. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ова е историски настан Така? и добро е што заедно вршеа литургија. Добро е и ако ќе заврши соборот на Српската православна црква, се надеваме на најдобро. Така, верувате дека ќе се оствари она кон што ние целиме, а тоа е автокефалност? Па, најверојатно Српската православна црква ќе одлучат така најдобро за нас. Така, тоа би било себе, можеби да го коментирате говорот на Портфири и господин Стефан, еве што ќе кажете по она што Ги следе вестите и мислам дека беа искрени говорите и на двајцата
sveници. Така. Добро, ако е тоа се, благодарам што ја искористивте можноста да го кажете вашиот став во црвена линија. Сега е време да вклучиме и нов гледач. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Добар Вие ден. сте во црвена линија. Добро, стигнав на ред. Многу ми дадовте одма 11-10 секунди. Не, ке си дојде тоа. Слушај, не се задржува многу. Слободно 90 секунди. 90 имате. Повелете. Не, фала. Сега вака, да чистиме на работа. Значи, може да видите некој човек толку мојчен јак да игра палцер со џаволо. Не може никако. Џаволо пак ќе го надитри, па каков и да е човекот. Ова е убаво од една страна, коментар мој убаво е од една страна, сега на бугарите еден клин добар, на здравје на камујето, од српска страна. А иначе, никој да не се радува на тоа. Значи, волко си е волк, чутта не е менува влакното ако го мени напролет. Не, еве, ајде тие толку дете што кажуваат оти ние брајча, ние се сакаме, ние сме еден народ многу блиски, ако не е еден народ многу блиски. Така? Сакаме да ти помогнеме и реалноста да ја гледаме меѓу себе. Тогаш Прокопчински нека го остат, тој не е нивни. Таа територија не е нивна. Зошто е узурпира? Зошто? Да рачистиме на работа. Тие имаат окупирано територија на сила од Македонија. Се додека тоа не се очисти. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Ајде да слушнеме што мисли, смета нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Златното правило, намалете го тонот на ТВ. Да? Добар ден, во црвена линија сте. Ало? Намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушнеме, зборувајте на слушалка. Намалиме, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Што нема? Ало? Ве слушаме, продолжете. Поздрав од телевизија Алфа Телма. Телма. и за поздравување на овој чин на помирување меѓу Србија и Македонија и нашето православие. И треба да продолжи. Чекам напред. Така. Привидејќи, гледа се дека не треба, сме закружени на многу страни и треба да се збратимуваме и така и по јазик и со живот имаме со години и фамилии мешани и така. И верата е една, треба да биде една вера, не мајка, сестра. Сестра да биде некој си, а мајка да биде друга. Тоа со бугарите го предлагаше овој Мартино. Една вера, една нација. И треба да сме сестри и заеднички да почитуваме верата. За поздравување и ве поздравувам. Поздрав. Благодарам, цениме и ние што се вклучивте во црвена линија. Во продолжение очекуваме на 0230766777 да слушнеме кој е вашиот став. Црвена линија се разбира. Актуелна тема денес е заемната литургија на помирување, која што се одржи во храмот Свети Сава во Белград. Па еве да слушаме што ќе каже нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да. Еве како вие го коментирате ова денес што се Многу убаво случуваше? нешто што се случува, меѓутоа дај Боже да остане и понатака. Меѓутоа мене ми е многу сумниво што едни, како да кажеме, на црква што не ќеше уопште да помисли на нас и беше против све, одеднашка не признава и тоа не признава во време кога има војна Русија и Украина. Сега, нас не признава Вселенскиот патриарх, меѓутоа тоа е фањори. Тие фањори, како ги викаат, тие се овие власи.
они ја поддржаваат, сега како да кажам, повеќе католичката. Они се и по тој календар се третираат по католичкиот календар. И сега тука има многу позадина и многу прашања. Например, Српската црква пред многу векови со многу злато иде и си ја купува Бечката патриархија. Таа е купена. Значи, ако почнеме историски наназад да одиме овдека има многу позадина. Тука е во прашање и Руската црква. Сега што се случува, што, како да кажам, на некој да му вајде запретил, не знам како да кажам, на Српската црква, да не признае, затоа што она толку беше против нашата црква, сите сме сведоци и знаеме какво понашање и како се понаша према нас. Така да, дај Боже да испадне све убаво, меѓутоа ја мислам дека тука со тек на време ќе искочи многу нешто, некои скриени работи. Затоа тука и Вранишковски денеска го дава да држи говор. Мене ова пак не ми иде дека све ќе испадне окей. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Јас ќе цитирам дел од оно што го истакна денес српскиот патриарх Порфирий. Разбравме, вели, дека раната е направена со нашите постапки и затоа му се обративме на Бога, на Свети Сава и на останатите светци на нашата црква да го направат тоа што ние не можевме. Еве, би сакале да слушаме како ги коментирате и излагањата, говорите по завршената литургија на помирување. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Игор од Битола, сакам да кажам оти поздрав прво до вас од Телма. Добарам, поздрав и до вас. Јас мислам најпоќе што верувам во Македонија во црквата. Значи, многу е важно тоа да се смират, да имаме, како што велат претходните, една вера со Србија и оти нашите предци, нашите татко ми, мајка ми починаја во Света недела се копаја. Нашите предци некои починат и барат живот, а со Српската православна црква можеме да се сдружиме, па повеќе да добијат со цел моите, ние што за татко ми, мајка ми повеќе да добијат, да се смират. Најпоќе што веруваме е црквата, најпоќе што знае, во свет што знае. Толку фала, пријатно. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Во очекување сме на нови размислувања и ваше видување на 023076677. Така. А сега малку ќе скокнеме до Твитер заедницата да видиме како се коментираше таму. Така, ќе поминеме неколку објави додека не го добиеме нашиот сленгледач. Одиме со првата објава која гласи: И пази ова, Саборот нема да се меша со юрисдикцијата, само да си го решим официјалниот назив на МПЦ со елифоновите и други помесни православни цркви. Значи, автокефалност да чекаме од СПЦ на светиникат, па ни тат. Одиме со следно, само да зумирам да видите вие. Со денешната одлука се потврди дека СПЦ има юрисдикција над автономната МПЦ. И одиме со уште една објава. Ова МПЦ е приватна фирма или акционерско друштво, па сама се одлучува со кого ќе прави канонски единства, разединувања, менување статуси и слично. Нешто верници, собори, такви легитимистички дремболи, неа? Ето вака се коментираше на Твитер. Интересно е тоа што додека ве очекуваме на 023076677 да се потенцира зошто и ова историски чин. Факт е дека постоеше раскол кој траеше цели 55 години. Па еве и во говорите, дефинитивно се истакна дека нашите браќа, имавме, како што вели и Порфирија, имавме раскол кој траеше 55 години со нашите браќа од Македонија. Таа рана беше длабока и болеше. За неа размислувавме, со неа легнувавме и станувавме во очекување и копнеш таа да се залекува. Затоа и потенцираме во црвена линија. Сакаме да слушнеме какви се вашите реакции во однос и на излагањето, односно на говорот кој што го имаше и српскиот патриарх Порфирий, но и нашиот владика господин Стефан. Добар ден, црвена линија. Добар ден, чекам да ме уклучите. Еве и ние со нетрпение очекуваме да го слушнеме вашето мислење.
Да ве слушнеме? Може? Да, повелете. Ало, добар ден. Добар Добар ден. ден. Срезо од Скопје, претходниве соговорници никој не се представува, ја ќе се представам. Срезо од Скопје. Голем поздрав. Голем поздрав до вас. Има една работа која треба да расчистиме. Не постои Србин што ќе потпише независност на Косово. Број 1. Број 2. Не постои Србин од епископија, патриарските, денешни, минатите што ќе даде томос на Македонската православна црква. Ова што е сега моментално е исклучително позитивен чин, на кој треба да се радуваме и да го поздравуваме. Со чекор ќе се реши таа автокефалност за која мериторен е Цариград. Зашто? Српската православна црква има платено, луѓе Божи, еден вагон злато за да го добие тој томос. Ние сме држава банкрот. Од каде пари да го платиме? На Цариград или на Српската православна црква? Тука историчарите треба да расчистат една работа. Српската православна црква, пред да го добие томосот, била под Охридската архиепископија. Каква е нашата врска со тогашната Охридска архиепископија, треба да кажат академици, доктори на историски науки, и црковните луѓе. Не ние обични смртници и да доаѓа до една недоразбирање со српскиот, нашиот српски братски народ, да кажем. Да ги оставиме поповите да си ја вршат работата. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме да дискутираме со вас. Црвена линија и веќе потсетим уште еднаш со Тео и исклучиво намената да го слушне јавното мислење. Тоа се случува преку вклучувањето на вас на 02-307-6677. Така, пред да го приклучиме нашиот следен гледач, да видиме последната објава денешна секако за оваа тема, која гласи вака. Што значи автономна МПЦ? Патриархот Српски ќе го поставува предстојателот на МПЦ. СПЦ ќе го уредува уставот на МПЦ. СПЦ ќе ни дава светомиро. Името на српскиот патриарх ќе се споменува пред името на архиепископот Оим. Архиепископот одговара пред црковниот суд на СПЦ. Тоа беше последната објава, ја пак ја посетам покрај на телефонскиот број 02-307-6677. Ние исто така највеќе ве очекуваме и нашите социјални мрежи на Црвена линија Facebook, Instagram и Twitter да ни пишете во коментар или по порака ваше размислување за нашата денешна тема. А покрај тоа што Црвена линија се интересира во однос на тоа кои се вашите размислувања во однос на одржувањето на заедничката литургија на помирување, не случајно ве прашувавме кои се вашите коментари и на говорот на српскиот патриарх Порфири. Па во продолжение еве да го слушнеме во Црвена линија, па подоцна ќе ве вклучиме и вас да ве слушнеме со коментар на севова. Имали smo raskol koji je trajao 55 godina sa našom braćom iz Makedonije. I ta rana je bila duboka i bolela je. Tom ranom smo razmišljali, s njom legali i ustajali u iščekivanju i čežnji da se ona zasceli. Ali kao što ne postoji ništa što mi ljudi sami sobom i sebe možemo isceliti, tako i naročito rana na telu Hristovom ne može samo našim silama i moćima da bude isceljena. Zato i kažem da je rana isceljena, a da je to čudo Božije. To je dar Božji, braćo i sestre. Razumeli smo da je rana naneta našim postupanjima i zato smo se obratili Gospodu, Svetome Savi, svim svetima crkve naše, da učine ono što nama ne polazi za rukom. I onog trenutka kada smo samo pomislili tako, desilo se čudo neočekivano. А сега е време да вклучиме нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден.
Повелете. Гледаш од Скопје. Голем поздрав до вас. До вас поздрав, до мене поздрав. Дали се сеќавате вие на оние бомби кога Зоран Заев година дена правеше муавет со Божем Толтенберг и украинскиот председател. И кога нудеше пари тамо, дали 100-150 евра, па сега сумням дека може би и во овој случај се дадени пари за да се добие ова алпакефалност. Да се надаме дека ова признавање на нашата црква ќе биде добро за нас и ќе ве поздравам. Ајде, како го коментирате говорот на српскиот патриарх Порфири? Нашиот гледач не се исклучи. Се исклучи гледачот. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Веднаш одиме со друг гледач. Добар ден. Добар ден, вие сте во црвена линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден, поздрав до вас. Благодарам. Поздрав и до вас. Мислам дека денес се случи навистина голем настан во световната, односно црковната власт кај нас и во Србија. Мислам дека факт е дека Вселенската патриаршија со Вартоломеј како највисок православен орган ја призна автономијата на Македонската православна црква Охридска архиепископија и така беше формулирано юрисдикција на територијата на Македонија и диаспората. Она што се случи денес во Белград навистина е голем чин, затоа што дојде до помирување помеѓу Македонската и Српската православна црква, сега сигурно дека треба процес да добиеме и автокефалност. Меѓутоа автономија имаме. Ова е фактички добар наслов, чин на помирување и чекор кон автокефалноста, а не е враќање на 59-та година. Да звонат камбаните во Свети Сава храмот во Белград е навистина голема работа. Кој што сака нека каже. Врничковски оди во пензија, кој беше камен на сопнување, веќе тоа е минато, така да кажем. Гледам времето ми минува, ви благодарам за Благодарам на вас. Сега кој ми од црвена линија ви благодариме што се вклучивте во ова денешно издание. А сега во продолжение ќе слушнеме што порача и поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Македонската православна црква Охридска архиепископија, трудејќи се да го запази единството на духот преку врските на мирот, ќе продолжи по патот што води и служи за мир и заедно надградување, по патот што ќе ги оправда и братолюбивите одлуки за единство со сите, исклучително и нашето барање за конечно решавање на автокефалниот статус на нашата света црква. Ние во Македонската православна црква Охридска архиепископија непоколебливо веруваме дека уште деновиве ќе доживееме полна радост. Радост во Господа, со одлука од вас, ваша светост, заедно со браќата архиереи на Српската православна црква. Имено, знаеме колку е добро да се слави Господ и да му се пее на името на Севишниот. А знаеме дека сте подготвени да помогнете уште на овој собор, повеќе децениската тага да се претвори во постојана радост. Во продолжение на црвена линија вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Телма. Голем поздрав до вас. Повелете, кој е вашиот став? Христос воскресе и од 2006 уведена демократија и мисијата. За вас новинарите, за граѓани своето мислење да го кажуват. Така, да поздравување овој чин, ова збртемување, повера и се,
и за соживот со нашите браќа Срби. Тоа се наши браќа со векови и треба да продолжи. Така? Тоа го поздравам. Сега некој против измислува тоа некој нешто, тоа се материалисти, северџари, тоа не прифаќат ништо. А како ги коментирате пораките на поглаварот на Македонската православна црква? Убаво се произнесува, убаво, многу убаво. Убаво за помирување, за збртемување, за вера, за се. Убаво. Е така, тоа и да продуже. Така. За поздравување. Тоа би било се. Добро, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Сега малку ќе ве одмориме со реклами. Ете, повторно во Црвена линија. Денес дискутиравме во рамки на она што ќе го одбележи овој ден, а тоа е заедничката литургија на помирување помеѓу Српската православна црква и Македонската православна црква Охридска архиепископија. Ќе кажеме и дека според најавите на македонските црковни лица до крајот на месецов се очекува сите православни цркви да го прифатат канонското единство на Македонската православна црква Охридска архиепископија и да биде потпишан томосот од Цариградскиот и Српскиот патриарх. За да бидете информирани секако добро, брзо и да дознаете многу повеќе за оно што се случува кај нас и во светот, се разбира telma.com.mk. Остатокот од денот се знае, поминете го со Телма телевизија. Толку од нас. Чао, чао.